Татко, гледајќи го вашето смирение и вистинското покаяние, ве прима чеда како блудниот син кој се кае и од се срце приоѓа кон него. Зошто сте дојдени, сестри, приклучувајте се кон светиот жртвеник и кон ова свето сестринство. Сакам испослички живот, високо преосвещени владико. Сакате ли да се удостоите со ангелски лик и да се броите во редот на монаштвото? Да, со Божја помош, високо преосвещени владико. Навистина сте одбрале големо и блажно дело, само јако го довршите, бидејќи добрите дела со труд се постигнуваат и со мака се извршуваат. Дали со својот слободен разум и по своја слободна волја пристапувате кон Господа? Да, со Божја помош, високо преосвещени владико. Да не го правите тоа од некоја друга потреба или принудно? Не, високо преосвещени владико. Се откажувате ли од светот и се во него по Божјата заповед? Да, високо преосвещени владико. Сакате ли да останете во овој манастир или во оној во кој ви биде одредено во испослиштво се до крајот на животот? Да, со Божја помош, високо преосвещени владико. Дали ќе се чувате себе си во девственост, целомудреност, побожност до смртта? Да, со Божја помош, високо преосвещени владико. Ќе бидете ли послушни на сестринството? Да, со Божја помош, високо преосвещени владико. Ќе бидете ли до смртта доброволно сиромашни заради Христа и никаков имот нема да стекнувате за себе, освен она што е за општа потреба и тоа од послушност, а не по своја волја? Да, со Божја помош, високо преосвещени владико. Ги примате ли сите прописи на обтежитниот монашки живот и правилата, составени од светите отци и од настојателката што ќе ви се наложува? Да, високо преосвещени владико, ги примаме и со љубов ги целиваме. Сакате ли заради Царството Небесно да поднесувате секоја тешкотија и тага во монашкиот живот? Да, со Божја помош, високо преосвещени владико. Дали сето тоа така го исповедувате со надеж во Божјата сила и дали верувате дека во тоа ќе истраете до крајот на вашиот живот со благодатта Божја? Да, со Божја помош, високо преосвещени владико. Семилостивиот и срдниот Бог, кој со своето пречисто срце и несватливата добрина која ги отвара на секој кој му доаѓа со желба и топла љубов, кој вели ако и жената го заборави својот пород. Јас нема да те заборавам, тој кој што твојата желба ја знае и кон твоите намери ја приложува својата моќ за исполнување на неговите заповеди, нека ве прими и прегрне и штити, нека ви биде јака тврдина пред лицето на непријателот, каменот на трпението, причина за утеха, дарител на цврстина, стекнување на добродушност, помошник на храброста кој ќе легнува и станува со вас, засладувајќи го и радувајќи го вашето срце со утехата на својот Светиот Дух свој, удостојувајќи ве во делот на светите преподобни мајки наши првомаченичките Текла, Евпраксија, Олимпијада и други како нив преподобни оци кои во монаштвото му годе на Христа, со нив и вас, и вие да го најдете Царството Небесно во Христа Господа нашиот, кому нека е слава и чест, царство и сила, сега и во сите векови. Да се помолиме на Господа. Господи Боже наш, Ти си озаконил да бидат достојни на Тебе сите оние кои Те остават се на овој свет и роднини и пријатели и Те следат Тебе, примија и ова слугинка Душица и Маја.
кој се одрекал сето тоа според Твоите свети заповеди и упати ги на Твојата вистина, бидејќи непоколебливо Ти припаѓаат на Тебе, огради ги со силата на Твојот свет дух, за никакво непријателство, лукавство, да не влие над нив, дарувај им трпение непрестано да Ти угодуваат со молитвите на пречиста владетелка наша Богородица и на сите свети, кои од памти век Ти угодија, зашто се благослови и прослави пречестното и величественото име Твое, на Отецот, Синот и Светиот Дух, сега и секогаш, и во вечни векови. Мир Нашите глави да ги приклониме пред Господа. Господи Боже наш, надеж и прибежиште на сите кои се надеват на Тебе, Ти преку воплотувањето на Христа Твојот, ни ги покажа разните патишта на спасението. Прими ги слугинките Твои, Душанка, Душица и Маја, кои ги оставија световните желби и себе Ти се принесени на Тебе, Владиката, на жива жртва, пријатна отстрани од нив секоја телесна желба и неразумни потреби, со странување на нечувствителните влакна на косата, отклони ги и неразумните мисли и дела и да се удостојат да го земат јаремо Твој благ, бремето Твое лесно и да го земат крстот и да врват по Твоето, по Тебе, Владико, сочувај ги во Твојата светост и дарувај им добра намера во чувањето на Твоите свети заповеди, бројувајќи ги во погодно време во бројот на Твоите избрани, со благодатта и човеколюбието на Твојот Син, со кого си благословен, со пресветиот, благиот и животворниот Твој Дух, сега и секогаш и во вечни векови. Гледајте, овде невидливо Христос престојува, внимавајте, никој не ве приморува да го примате овој лик, внимавајте по своја слободна воља, сакате да го примите големиот ангелски лик. Да, високо преосвещени Владико, по своја собствена воља. Земи ги ножиците и подај ми. Возми ножици подај. Земи ги ножиците и подај ми. Ете од раците Христови ги примаш, внимавај кон кого приоѓаш, кон кого се заветуваш и од кого се одрекуваш. Нека е благословен Бог кој сака сите луѓе да се спасат и да дојдат до познавање на вистината. Нека е оној кој е благословен и сите векови. Сестрата наша Теодора, која пострижува косата на својата глава во знак на откажување од светот и се што е во него во знак на откажување на својата волја и сите телесни желби, во името на Отецот и Синот и Светиот Дух, да речеме сите за неја: Господи помилуј. Господи помилуј. Возми ножици подажни. Земи ги ножиците, подај ми. Ете од раците Христови го примаш, внимавај кон кого приоѓаш, на кого се заветуваш и од кого се одрекуваш. Нека е благословен Бог кој сака сите луѓе да се спасат и да дојдат до познавање на вистината. Нека е оној кој е благословен и сите векови. Сестрата наша Макрина,
ја пострижува косата на својата глава во знак на откажување од светот и се што е во него, во знак на откажување на својата волја и сите телесни желби, во името на Отецот, амин, и Синот, амин, и Светиот Дух. Да речеме сите за неја, Господи помилуј. Сестрата наша Теодора и Макрина се облекуваат во риза на доброволно сиромаштво и немаштина, подесувајќи ги сите беди и тешкоти во името на Отецот и Синот и Светиот Дух, да речеме сите за нив, Господи помилуј. Сестрите наши Теодора и Макрина го примат параман како знак на ангелскиот лик, како секојдневен потепник на земјиот благ, јарен Христов на себе и неговото лесно носење како воздржување и заковување на сите телесни желби, а примат и знак на крстот Господен на своите гради како секојдневен подсетник на страдање, понижување, плукање, подигрување, рани, штаканици, раскување и смрт на Господа Бога и Спасителот наш Исуса Христа, кој Он доброволно ги претрпе за нас, а да би се труделе тоа спрема својата сила да го продолжува во името, на Отецот и Синот и Светиот Дух, да речеме сите за нив, Господи помилуј. Сестрата наша Теодора се облекува во облека на веселба и духовна радост, на одгонување и газење на сите таги метежи кои наидуваат од ѓаволот, од телото и од светот, и на постојано веселие и радување нејзино во Христа, во името на Отецот и Синот и Светиот Дух, да речеме сите за неја, Господи помилуј. Сестрата наша Макрина се облекува на веселба и духовна радост, на одгонување и газење на сите таги, метежи кои наидуваат од ѓаволот, од телото и од светот, и на постојано веселие и радување неизвино во Христа во името на Отецот и Синот и Светиот Дух, да речеме сите за неја, Господи помилуј.
Теодора и Макрина ги препашуват своите слабини со силата на вистината, на умртвување на телото и на обновување на духот, на бодрост, внимателност, во името на Отецот и Синот и Светиот Дух, да речеме сите за нив, Господи помилуј. Теодора и Макрина се облекуват во риза на спасение и во обклопот на правдата, да би се воздржувале од сите неправди, да би го отврлиле ревностното измислување на својот разум и барањата на својата волја, да би секогаш имале во својот ум сеќавање на смртта, да би се сметале себе си секој за распнати за светот и мртви, за секое злодело и себе си, да би се покажале пред Христа секогаш жива во секоја добродетел, во името на Отецот и Синот и Светиот Дух, да речеме сите за нив, Господи помилуј. Теодора и Макрина го примаат шлемот на спасението и непосрамено надевање да би можеле да се спротивстават на сите ѓаволски лукавства и да ја покриват својата глава со покривот на смирение и непрестано послушание во знак на духовна философија и своите очи да би ги одвратиле да не гледат празнина. Во името на Отецот и Синот и Светиот Дух, да речеме сите за нив, Господи помилуј. Господи помилуј. Сестрите наши Теодора и Макрина се обуваат во сандали, припремајќи се за благовестување на мирот, за брза и спремна да се на секој послушани, на секој благодело, во името на Отецот и Синот и Светиот Дух, да речеме сите за нив, Господи помилуј. Сестрата наша Теодора прима духовен меч кој е збор Божи и непрестајна молитва Исусова, бидејќи си должна името на Господа Исуса Христа секогаш
да го имаш во умот, во срцето и во устата своја, велики непрестајно: Господи Исусе Христе, Сине Божи, помилуј ме грешната, да речеме сите за неја. Господи, помилуј. Прима духовен меч кој е збор Божи, непрестајна молитва Исусова, бидејќи си должна името на Господа Христа секогаш да го имаш во умот, во срцето и во устата своја, велики непрестајно: Господи се Христе, Сине Божи, помилуј ме грешната, да речеме сите за неја. Господи, помилуј. Теодоро, штитот на верата, крстот Христов, со кој ќе можеш да ги изгаснеш сите распалени стрели на нечестивиот, и секогаш имај на ум дека Господ рекол: кој сака да оди по мене, нека се одрече од себе, нека го зебе својот крст и нека врви по мене. Да речеме сите за неја: Господи, помилуј. Макрина, штитот на верата, крстот Христов, со кој ќе можеш да ги изгаснеш сите распалени стрели на нечестивиот, и секогаш имај на ум дека Господ рекол: кој сака да оди по мене, нека се одрече од себе, нека го земе својот крст и нека врви по мене. Да речеме сите за неја: Господи, помилуј. Теодоро, ова свеќа и внимавај од сега си должна со чист и добродетелен живот и со добра навика да бидеш светлост на светот, бидејќи Господ рекол: така да се светли вашата светлост пред луѓето, да ги видат вашите добри дела во слава на вашиот Отец кој е на небесата. Да речеме сите за неја: Господи, помилуј. Сестро Макрино, ова свеќа и внимавај од сега си должна со чист и добродетелен живот и со добра навика да бидеш светлост на светот, бидејќи Господ рекол: така да се светли вашата светлост пред луѓето, да ги видат вашите добри дела во слава на вашиот Отец кој е на небесата. Да речеме сите за неја: Господи, помилуј. Теодора и Макрина го примија ангелскиот чин, се облекоа во сооружјето Божјо
да ги победи сите сили и напади на поглаварите, властите, управителите на темнината на овој свет. Од небесните зли духови, во името на Отецот и Синот и Светиот Дух, да речеме сите за нив, Господи помилуј. Господа. Господи Боже наш, воведи ги Твоите слугинки во својот духовен дворец и број ги во своето словесно стадо, очисти ги нивниот ум од телесните желби, лазните ветувања на овој свет и дај им непрестанно да го имат на умот добрините кои се приготвени за оние кои те сакат Тебе и се имат распнато во овој свет заради Твоето царство, бидејќи си Ти пастир и владика на сите души, на Тебе слава Ти вознесуваме, на Отецот и Синот и Светиот Дух, сега и во сите векови. Амин.